Сакам да ви известам дека согласно уставните одредби, согласно роковите утврдени во изборниот законник, како председател на Собранието на Република Македонија имам обврска по распишувањето на Собранието да распишам предвремени избори за пратеници. Односно на роковите, уставната одредба предвида дека предвремените избори за пратеници се одржуваат во рок од 60 дена од распуштањето на Собранието. Денес го подпишав решението за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кој ќе се одржат на 27 април 2014 година, односно на истиот ден со вториот круг на избор за председател на Република Македонија, доколку председател не биде избран во првиот круг на 13 април. Решението за распишување на изборот ќе биде доставено до Државната изборна комисија на Република Македонија како орган за спроведување на изборите, до Министерството за надворешни работи и до Министерството за правди. Како и минатиот пат и денес, сакам да потенцирам дека пред нас е изборен процес во кој изборните правила се прифатени со согласност и на власта и на опозицијата, што представува дополнителна обврска и за едните и за другите, и обврска истите да бидат почитувани и практикувани во текот на целиот изборен процес. Уште еднаш сакам да ги повикам сите учесници во процесот за избор на председател на Република Македонија и за избор на пратеници да постапуваат исклучиво во согласно со уставните и законските одредби, да придонесат кон создавање на мирна и демократска атмосфера во која секој граѓан ќе може достоинствено да го оствари своето право на глас во своето лично убедување. Јас во решението укажав и на претходното решение сега орган за спроведувањето на изборите Државната изборна комисија. Тие се овластени да ги спроведат законските одредби и да дадат тумачење на одредбите кои што треба да се спроведат. Значи, од денеска и денеска ќе биде доставено решението од Државната изборна комисија. Сите недоумици во однос на спроведувањето на изборите имат овластувањето Државната изборна комисија да ги тумачат во смисла на спроведувањето на изборите онакво кој што е најдобро за учесниците во изборите. Ја мислам дека Државната изборна комисија има капацитет да го направи и да ги даде тие тумачења, за да сепак да бидат учесниците во изборите равноправни во однос на представување.